Прво ние ја поддржавме иницијативата на Сојузот на синдикати за да дискутираме за висината на платите на функционерите. И тука сме, отворени сме. Ние најавивме закон за замрзнување на платите. Но од кога слушнавме дека тие сакаат платите да се намалат, спремни сме и кажавме дека сме спремни да разговараме, да дискутираме. Не видовме одговор од другите политички партии. Чекаме нека одговорат, па да влеземе во дискусија со Сојузот на синдикати. Апсолутно сметам дека има простор за дискусија. Сметам дека се што им ствара немир на тие луѓе, на една сериозна група во државата, во општеството, треба да се изменаџира. Нема никаква логика луѓе да живеат на работ, да преживуваат во месецот и да сметаат дека на некој друг му е дадено повеќе отколку што треба. Не, сите работи треба да се искомуницираат инклузивно, отворено, во широк круг. Собранието е вистинската институција каде тоа треба да се прави. Имам да прашам, како би го дефинирале бегањето од социјален дел, тоа е делегацијата да говорите со ние сме тука, човечна, психолошка и политичка сфера? Уште едно се извинувам како? Власта. Да, добро. Како ги дефинирате тоа однесување до сега не виде? Гледайте, тоа воопшто не зачудува, затоа што власта покажа со се до сега дека се грижи само за себе. Како може да ги остави тие луѓе така да некој друг ги менеджира работите? Одговорна власт се грижи за се, најмногу за квалитетот на живот на граѓаните. Власта до сега покажа дека со ништо не се грижи за тоа. Мене ова не ме изненадува, мене не ме изненадува тоа што они најавуваат купување на нов владин авион. Тие не се грижат за тоа каков немир ќе створат во различни социјални слоеви во државата. Кога луѓе надвор протестираат за поголема плата, да врзат крај со крај во месецот, тие ќе се луксузираат. Ова комплетно личи на нив. Апсолутно, максимално го осудувам и сметам дека не се добра власт. И тоа го кажуваме секој ден врз основа на повеќе параметри, што изолираа земјата, што измислуваат проблеми за да не го продолжиме евроинтегративниот пат напред. Тоа што не одговараат за коруптивните скандали на представници на власта. Напротив, тие се наградуваат, се промовираат во високи партиски функции. Луѓе што добиваат 161 тендер државни пари. Па кај го има тоа? Штрајкуваат надвор работници, они вчера најавуваат купување нов владин авион. Кој е тој ентистепен на безобразие? Ова не личи на ништо. Гледайте, ние сме спремни да разговараме и за тоа. Да разговараме за патните трошоци. И сме размислували, сме дебатирали во рамките на пратеничката група, меѓутоа во следните недели ќе излеземе со предлог на пакет, предлог на повеќе закони согласно нашите вредности политики од повеќе области, со што ќе во еден од законите ќе побараме намалување на цените на патарините. Ето тоа ќе побараме. Како уште еден механизам да им се излезе во пресред на граѓаните. Вакви цени на патарини во држава нема никаде. Ни во регионот, ниту во Европа. Се плаќа годишно во високо развиени европски земји цена на патарина, користење на патиштата ширум државата, толку колку што кај нас чини едно движење од тука до некој од граничните премини. До Гевгелија, например. Ете, толку се плаќа. Во Хрватска, во Словенија и така натаму. И ова ќе стигнам до тоа. Значи ќе излеземе со предлог закон. А за трошоците сметам дека треба да се реални и да се најде начин тие да се реални трошоци кои што ќе им се даваат на луѓето кои што патуваат. Да се најде механизам да ако живеат и престојуваат во Скопје, имаат тука станови и куќи така натаму, да не наплаќаат трошоци. Ако патуваат да им се плаќа реално трошокот колку што е. И за гориво и за патарини и така натаму. Меѓутоа во пакет со ова друго. Благодарам. Извини, може. Може. Вчера собранискиот спикер наши на новинарите, републиката се поднесете предлози до комисија
комисијата за избор и именување за анкетната комисија за членови, дали ќе го направи? Да, апсолутно, као што најавив ќе поднесем. Апсолутно. Чим има повик официјален, да. Еве веќе денеска. Имам прашање на колегата, дали вие ќе подржите барањата на студентите да можат да осуднат искате да полагаат на албански јазик? Гледате, мислам дека треба да се надминат веќе некои прашања кои што како општество сме ги надминале, сме созреале. И да ги земе примерот на развиените земји. Затоа што во развиените земји прашањето е колку знаеш, не на кој јазик полагаш. Во Швајцарија се полага на германски, француски, италијански. Никој не те прашува на кој ќе полагаш, што го кажуваш на кој сакаш да полагаш. Ете, тоа треба да го постигнеме ние. Натаму треба ово општество да оди, а не во поделби, како што за жал оваа власт прави. Какви се тие поделби и враќање на затворени прашања? Закон за јазици, балансери и така натаму. Але младите не го сакаат тоа. Младите сакаат напред. И затоа ќе се иселуваат од земјата. Да, апсолутно. Јас не гледам никаков проблем да се полага на било кој јазик. На било кој јазик. Но стручноста да биде на прво место. Може сега. Во Србија со аплаус ја поздравија обвинителката што ги фати 5 тона. Овдека нели со аплаус, да, марихуана. Овдека обвинителството били уште истражуваат врската дали била истата, при тоа таму кажат е од Македонија. Дали можеби вие знаете кој е вашиот став, зошто се чути за ова? И само да се надоврзам да позиваат постојано во Народна камара, не за овие че не са. Гледайте, тоа што оваа власт прави цело време дефокус. Нема одговор како таа дрога ја поминала границата. Покрај сите гранични служби, царина, полиција, кој бил таму надлежен, ги гледали ли пратките, барат ли документи. Тоа се 3 камиони, шлепери, 4, колку се тие за да помине 5 тона дрога. Се што се прави, некој, иако нека се испитува што ги испитуваат, волку запленив, па толку, нека се види што е апсолутно, ако има криминал, секој еден да одговара. Ама сето тоа се прави за дефокус. Никој не одговара од власта на главното прашање, како 5 тона дрога завршили у Србија. Тоа е главното прашање. Со чии амини? Кој затворил очи на царина и во полиција? Тоа се прашањата на кои што власта треба да одговори. Ама ние сме сведоци дека се е дефокус. На кое прашање власта одговори изминатиот период? На ниту едно. За се има тоа. За се имат они дефокус прашања. Гледате го вчера пратеникот Бране Петрушевски. Кажува кај јас сум бил во изминатиот период. Кај сум поминал? Чекот, кај знае Бране Петрушевски, јас кај се движам? Укажавме на можна злоупотреба на податоците од СЕФСите. И затоа не го поддржавме законот. Не знаеме со кои си имаме работа, ама ќе се соочи со одговорност. Од такви кои Бране први ќе ги пуштат низ вода. Да не се чуди после што ќе му се случи. Вашиот одговор на позивките и наводите обвинувањата од ВМРО на икон вас и кон екс-премиерот Зафе дека околу поврзаноста со медицинскиот канабис и забраната тука што се прави е дефокус, така? Апсолутно. Каква врска може да имам јас со шверц на 5 тона дрога преку граница? Ајде ве молам, приказни за мали деца. Значи, не е доволно објаснено, тоа нешто преколку што денеска и вчера го доставил некаде, прегледа, дали имате вие сознание што е тоа или Не знам. децентрализација веројатно на... Не знам, прв пат слушам, не знам, немам информации за тоа, навистина. Господин Филипче, за правосуден испит на албански и на македонски јазик, ако доаѓате од опозиција да објаснува кој да е партија интерпелација за разрешување на футбол, што не ќе се прави? Да, апсолутно. Апсолутно. И сега ќе ви кажам зашто. Затоа што таа институција е таа која што најмногу требаше да испорача од реформската агенда у државата. Министерството за правда не испорача ништо. Ниту еден закон од тие што требаше да ги поминат за да
ја спроведеме реформската агенда и тој еден кој што помина на крајот на минатата година беше со пола прифатени препораки од оценската мисија. Направија трик повторно. Практично и тој не е според препораките и тој не може да се земе предвид од страна на Европска унија дека е дел вистински од реформската агенда. Не можеме ни да мислат дека тие луѓе се наивни таму и дека ќе направат трик и дека не знаат што прават. Така да 12 закони требаше да поминат од сферата на правосудството лани, 25 година, кои што беа врзани со буџет. Парите се изгубени. Или се под ризик. Воопшто никогаш да не ги добиеме со оваква касна испорака. И тука повторно се гледа дека владата нема ниту желба, ниту волја да ги спроведува вистински реформите од државата. Тоа се случува, времето поминува, државите одат напред. Ние требаше да бидеме заедно со Албанија во тој процес. Од 22 бевме заедно, додека не разделија. 22 4 години се поминати од тогаш. Црна Гора и Албанија ги затворат поглавијата за преговори, се пишува договорот за пристап кон Европска унија на Црна Гора. Ние немаме абер. Што ќе биде следно? Има ли визија оваа власт? Што ќе прави? Реформи не спроведува, председателката вика апстрактен е патот кон Брисел, ниту еден закон не е донесен како што треба, ниту еден. Нема чекор напред со уставните измени. Се прави фама дека некако се загрозени идентитетските од наши одредници, јазик и така натаму. Притоа имаме подпишано договор на македонски јазик, Фронтекс со Европска унија. Цела Европа го признала македонскиот јазик. ВМРО ДПМ вика загрозен јазикот. Како е загрозен? Бугари вика не. Зашто ја држат земјата заглавена? Зошто ја држат? Тоа е главното прашање. И се друго е дефокус. Сме имале врска со дрога, Харис Джиновиќ, кула во Дубај. Тоа се одговорите на оваа власт, па зар не ви личи ова на што сакаат да им помине? Следно што сакаат да помине авион да купат. Да знаете, тоа ќе се случи. Фала ви.